Прво изградба на сосема нов железнички колосек, па реконструкција на постојната траса од коридорот 10 од Табановце до Гевгелија. Предвидува проектот кој ќе се гради со парите договорени со стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Директорот на Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски кажа дека се очекува изградбата да започне за 9 месеци, а рокот за изградба ќе биде 5 години, пошто Македонија ќе има 2 колосека брза железница. Ќе изработиме проектна задача за максимално одржливо решение за целосна реконструкција на постоечката траса и кревање на брзината до 160 км на час и до 120 км на час за товарниот сообраќај. Паралелно со оваа постоечка траса ќе се изгради и целосно нова пруга. Значи ќе имаме 2 колосека. Изведувачот во исто време ќе биде и проектант, а одговорноста за проектирање и за изведба паѓа на изведувачот во целост. Пругата ќе биде целосно електрифицирана со современи системи за сигнализација и контрола на сообраќајот. Паралелно од есенва Ивановски најави и реконструкција на железничката пруга од Драчево до Илинден и од Зелениково до Скопје за решавање на актуелниот проблем кој граѓаните го имаат со железничкиот сообраќај. Се планира и пуштање на железнички сообраќај од аеродромот Петровец до железничката станица во Скопје, која исто така ќе биде реконструирана. Од сега наредна година дена како инфраструктура ќе дадеме максимални напори да рехабилитираме дел од нашава траса во државата. Веќе во моментов имаме посериозни активности на повеќе од места каде што има движење со 20 на час и 30 да го вратиме приближно до проектирана брзина. Најавувам целосна реконструкција на делот од Рачево до Илинден, кој што се случува сега ова лето и ова есен. При тоа делот од Зелениково до централна станица во Скопје ќе биде дел од градскиот воз кој што ќе се исто така реконструира некаде ова есен. Ивановски рече дека не се откажуваат ниту од коридорот 8, на втората делница од пругата кон Бугарија, од Белјаковце до Крива Паланка. До сега има прогрес од околу 30%, но третиот дел од Крива Паланка до границата со Бугарија се уште е предмет на дискусии и ќе се гради дури откако ќе се постигне согласност со Софија. За делот од пругата кон Албанија пак посочи дека поголем проблем е насоката што се чека од УНЕСКО за Охридското езеро, зашто заедно со Албанија добиле грант од 1 милион евра за изнаоѓање техничко решение.